Добар ден, јас сум Марина Крстич, предавам класична култура во европската цивилизација во 6-тите оделенија во основните училишта Кочо Рацин и Крсте Мисирков во Куманово. Многу ми е жал што на ваков начин ќе мораме да го довршиме едукативниот процес кој што ни беше немило прекинат пред некоја недела, ама што е тука е, сите сме дома, сите сме спремни и можеме да работиме. Ќе зборуваме за една тема која што можеби некои ја поминале, можеби некои се на средина на темата. Темата се вика секојдневие, односно еден аспект од темата секојдневие, тоа не е образование во Спарта. Од вас ученици ќе се очекува целите исходите всушност на овој час би биле да се запознаете првен со одликите и карактеристиките на образованието во Спарта, истото образование кое што до ден денеска е предмет на истражување и на зборување и на паралела. Потоа ќе го осознаете самиот поим спартанско образование, како и на крај ќе знаете да ја раскажувате лекцијата преку многу интересна приказна. Дадена ви е карта тука од левата страна на која што се прикажани сите полиси во Хелада. Картата е од античко време. Ги имате поголемите полиси, знаеме дека во антиката Хелада имала многу градови, држави кои што со едно име се викале полиси и дека истите меѓу себе многу војували, се надпреварували и покрај тоа што имале исти божества и зборувале на исти јазик, сепак тоа биле посебни и различни држави. Бидејќи биле посебни и различни држави и внатрешното уредување, системот, образование, судството, владеењето, начинот на живот, се било различно. Ќе направиме денеска паралела помеѓу образованието во Спарта и образованието во Атина. Всушност, образованието во Атина ќе го ставиме за следниот час. Денеска ќе зборуваме само за Спарта. За Спарта претпоставам дека знаете од историја, дека таа била воена држава, дека цело време се спремала за во војна. И оние кои што биле слаби, плашливи, немале место за живот во Спарта. Уште бебињата кога ќе се роделе, во Спарта првин ги прегледувале советот на старци Геросија, кој одлучувал дали бебето е физичко здраво или не. Сите оние што биле здрави бебиња ги враќале кај нивните родители, доколку оние кои што биле слаби, болежливи, ги изложувале на планината Тајгет. Сега, до 7 годишна возраст, момчињата ги чувале дома дадилките и мајките. Таму додека ги чувале дома, ги чувале доста строго. Додека биле бебиња не ги повивале, ги оставале во темни простори, ги оставале сами и кога плачеле не ги зимале. Намерно додека раснеле им давале секакво јадење за да не прибираат во едењето. Не ги потикнувале солзите, ниту пак каприците. Спартанските деца уште од страна на своите мајки и дадилки биле учени дека не смеат да плачат и да се плашат од темнина, ниту од осаменост. Сега на 7 години државата ги земала. Веќе родителите тука не се прашувале ништо во врска со образованието на нивните деца, туку државата ги земала момчињата и ги водела во посебни школи, воени школи, каде што ќе повлегување во тие школи, децата станувале под надзор на еден учител што се викал педоном. Тоа бил како некој, ако сте гледале овие воени филмови, како генерал, капетан. Ги распоредувале момчињата во чети и секогаш кога ќе се истакнело некој од тие момчиња, го поставувале како водник на таа чета. Нешто слично како кај нас кога ќе избереме претседател на оделение, оној што ќе се истакне најмногу, дали во учење, дали во популарност, не е битно и тој ќе го избереме да ни биде претседател, водич. Така и во Спарта. Педономот бил главен кој што ги координирал и ги вежбал момчињата, ги образувал од тука па натака. Сега уште на самото влегување, децата ги шишеле келави. Децата оделе боси и дури зимно време им давале една многу тенка кошулка. И кога било студено, тоа намерно го правеле за да можат да стекнат со имунитет и да можат да издржуваат на секакви услови. Спиеле на пот и спиеле групно, јаделе само еднаш дневно и тоа намерно ги изгладнувале, им давале многу помалку храна од тоа што требало да им даваат, за да можат они децата потоа да сами да дојдат до извор на храна, да се снајдат. На тој начин сметале дека ги учат, односно ги потикнуваат како да се снаоѓаат утре во ситуација во која што ако се најдат сами, кај што никого не познаваат, како би се снашле.
во случај кога би биле фатени децата како крадат храна, биле сурово казнувани, ама не затоа што краделе, туку затоа што дозволиле да бидат фатени. Инаку образованието само по себе било многу тешко физичко образование. И секогаш ги учеле спартанските момчиња на послушност и на издржливост. Државата пред се, па потоа се останато. Ги учеле да се мечуваат, да фрлаат копје, да фрлаат стрели, да се борат. И исто така ги учеле да читат и пишуваат, но таквото образование било многу оскудно, многу мало. И секогаш кога одговарале, ги учеле да одговараат со да и со не. Никогаш подолги одговори не смееле да даваат. Немале потреба они од филозофирање и не се ни прашувале кога ќе им се дадело некоја наредба, од нив се очекувало да ја извршат. Значи лаконски одговори, се кратки одговори, војнички одговори со да и не. Yes sir, no sir. Така ги учеле да зборуваат. Во текот на нивното образование секогаш водниците, овие по високите класи на ученици, ги поттикнувале на тепачки. Ги поттикнувале момчињата на тепачки. На тој начин сметале дека треба да се стекнат со борба, да се научат да се борат, а исто така и да поднесуваат борба. Многу било битно во Спарта не само да знаеш да тепаш некого, туку да знаеш и ќотек да јадеш и тоа да го издржиш машки. Ако и направиле некоја најмала грешка или нешто се побунувале во однос на образованието, биле камшикувани од страна на сите деца во таа чета. Имале многу тестови на издржливост, а еден од најтешките тестови се викал криптија. Имено криптија, некаде на 16 годишна возраст, од тука па натака можеле да ја исполнуваат, момчињата се пуштале во шума без облека, без јадење, без пиење, без ништо, да издржат недела дена во шума со диви зверови и обично на почетокот секогаш дел од криптија бил да најдат некој волк, да го отепаат волкот, бидејќи во таа шумата кај што била Спарта имало многу волци и порано или подоцна сите деца се сретнувале со волци, бидејќи недела дена не е мал период за да издржиш таму. Волкот да се борат со волкот, да го победат, да му ја земат кожата и на тој начин всушност да извршат само заштитување со кожата на волкот, да се преправа, да се плашат другите диви зверови од нив. И на истекот на таа недела дена, учениците морале да убијат некој роб од редовите на хоплити, кои што спартанците не можеле да ги поднесуваат. А ако момчето не убиело некој роб, подобро да не се вратело веќе во Спарта. Значи тоа било на некој начин како иницијација за влез во спартанската војска. Откако ќе убиело момчето роб, се разбира дека било нели преправено во таа волчја кожа, можело да се врати во Спарта во своите редови и влегувало во редовната спартанска војска, на која што и служило до својата смрт. Во однос на девојчињата во Спарта, исто така како и момчињата, тие имале тешко физичко напорно образование, учеле малку повеќе од момчињата во однос на пишување, сметање, читање, но исто така учеле и борење, учеле гимнастика, учеле јавање, учеле стрелање, учеле фрлање на копје, биле многу физички спремни девојките. Тоа било затоа што спартанците не верувале дека една мајка може да роди здрав и прав и јак син, ако и самата не биде доволно јака, здрава и спремна. Исто така имале и друга агенда спартанците во случај кога спартанците би биле во војна, ако случајно па ги нападне некој од задгрб или они не се спремни, не можат да дојдат спартанците да ја одбранат својата татковина, тука би биле жените да можат тоа слободно да го направат сами. Значи девојките ги воспитувале и ги образувале исто како и момчињата во духот на Спарта да бидат воено спремни и на готовс, исто така. Сега во однос на образованието на Спарта, тука би кажала дека ќе завршиме. Ако некој сака нешто повеќе да дознае, еве некои страници кои што се со скратени URL комбинации во врска со Спарта, не морате овие да ги пратите, може само да напишете образование во Спарта на интернет и секако сите детални информации, видеоклипови ќе ви излезат и ќе може да ги разгледате и да ги погледнете. А ако нешто не ви е јасно,
се надевам дека вашите професори ќе можат да ви објаснат преку комуникацијската врска која што ја имате моментално. Благодарам многу и до гледање, до следно видување. Stay home, stay safe.